Времето нема милост ни ред. Од денес штипе во така наречена портокалова фаза, што значи екстремно високи температури за овој период од годината. Континуирано високи температури како овие не се паметат со децении. Јас сум години, не е било баш така. Било е стварно жешко, ама подносливо. А оваа година посебно жешко беше. Дури премногу топло за овие прилики. Пошто се наближуваме кон есен. Ова е причина за големи здравствени проблеми и повеќе работа за лекарите. Најосетливи на високите температури се хроничните болни, а посебна група мора да ги издвоиме болните кои во последен период од последните 2-3 месеци имале акутен напад, атака на болеста или пак имале инцидент тежок од типот на срцев удар, мозочен удар и слично. Поради ова, Министерството за здравство излезе со воредни препораки за заштита од топлото. Да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот 11 до 17 часот и во истиот период да се избегнува престој на отворено. Заштита од директна сончева изложеност, носење светла и лесна облека, консумирање лесна храна и течности, хигиена на раце и хигиенски начин на подготвување на храна и редовно земање на терапија кај хронично болните лица. Стои во препораките од Министерството. Дополнително треба да се внимава во градинките да не се дозволи подолг престој на децата на сонце. Ние како градинка се придржуваме кон општите препораки за заштита од високите температури, а тоа е децата да не се изнесуваат после 10 часот надвор, значи на отворено да не е, или да се внатре во климатизирани услови. Високи температури и портокалова фаза не се нормални за септември. Па клучното прашање е до кога ќе биде вака? Во петок повторно сончево и понатаму топло време. Особено топло ќе биде и во сабота, во неделата поголема облачност навсекаде во републиката, а поголемо освежување очекуваме на почетокот од следната работна недела. Инаку во сите општини во регионот и понатаму функционираат пунктови за превентивни препораки и совети за заштита од високите температури.